Почитувани, налагат и се кратки нозете. Не требаше многу време да помине за целата јавност да се увери кои се мотивите за целиот циркус околу дигитализацијата во образованието. Информациите дека Драгана Спасевска, предводничката на групата Учебници и настава мора да има, што се спротиставува на реформите во основното образование, е истакна член на ВМРО ДПМН, потврдуваат дека зад бојкотот на наставата стои партијата предводена од Христијан Мицкоски. Со ова се потврдува дека ВМРО ДПМН свесно злоупотребува ученици и родители за партиски цели. Потврдено е она што го зборувавме долго време, но и она што цела јавност го гледа, зад повиците за бојкот, зад манипулациите и лажните вести за дигитализација стои ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН на штета на учениците и образовниот систем повикува на бојкот на наставата, шири лажни вести и измислици околу некакви провизии и тендери. Апелираме до учениците и нивните родители да не дозволат да бидат манипулирани и злоупотребувани за партиски цели на опозицијската ВМРО ДПМН. Бојкотот на наставата е на штета на учениците кои губат од воспитно-образовниот процес. Случувањата после најавените реформи во образованието се само еден од повеќето мали пожари што ВМРО ДПМН ги подпалува за да создава тензии во општеството. Почитувани, се што прави ВМРО ДПМН е на штета на граѓаните, на штета на образованието во нашата држава. Образованието кое ВМРО ДПМН го остави по нивно 11 годишно урнисување, денес се реформира, се осовременува по европски стандарди. Очигледно е дека ВМРО ДПМН не може да се помири со реформите кои обезбедуваат модерен, ефикасен образовен систем. Затоа по секоја цена шири лажни вести, обструира и злоупотребува ученици и родители. Заради таквото деструктивно однесување, оваа партија 6 пати губи на избори и токму заради таквото однесување ќе им следи нов пораз на локалните избори и овде во Битола и низ целата држава.